Стотици мигранти ги каменуваа безбедносните сили на македонска страна и ја пробија жичаната ограда пред пладнето околу 11 часот, во знак на револт што со денови се заглавени на грчка територија. Употребувајќи еден од алуминиумските столбови од оградата, мигрантите успеја да ја откорнат жицата и да и се приближат на полицијата, пуштајќи ги во првите редови жените и децата. За време на инцидентот кој траеше десетина минути, македонската полиција интервенираше со солзавец за да ја растера толпата. Околу 4000 мигранти протестираат на граничната линија на македонско-грчката граница кај каменот 59. Ја блокираа меѓународната железничка линија и не отстапуваат со часови од својата намера да ја поминат границата и да транзитираат низ Македонија. За кратко време ситуацијата се смири, но зголемено е обезбедувањето од полицијата и армијата кои поставија кордон на самата граница во случај на нови нереди. Во времето на бунтот можам да кажам, значи генерално помина добро од наша страна, имаше две полесни повреди кај присутните од оваа страна на границата, интервениравме, ги повлековме на време и сега за сега можам да кажам дека сите останати се безбедни и сигурни. Мигрантите стануваат се погласни од другата страна на границата. Тврдат дека доаѓаат од кризни подрачја и дека Европа им ги крши човековите права со тоа што со денови седат на отворено, изгладнети и премрзнати. I'm from Syria. We are protesting here. They put smoke grenades to us. Why that? They are children with us. We are not alone. They are not pushing. We are stepping back. You see that we are stepping back. Заради зголемување на безбедноста на просторот околу каменот 59, денеска армијата почна со поставување ограда долж патот што води од граничниот премин до транзитниот центар Винојуг, со што се оградуваат лозјата каде често залутувале мигранти во ноќните часови.